Законското согласување на минималната плата со кое во март работниците треба да добијат околу 25 евра покачување на минималецот е најдобрата опција во моментов, сметаат експертите. Универзитетските професори Маријан Петрески и Абил Бауш во емисијата Бизнис 21 истакнаа дека легитимно право на синдикатите да протестираат, но во сегашните економски услови законското согласување представува балансиран пристап која штити и куповната моќ на работниците и макроекономската стабилност, без да создава дополнителни ризици за инфлацијата и фискален притисок. Минималната плата е најниска во регионот, да, најниска е ако ја гледате изолирано, односно како апсолутна бројка, меѓутоа ако ја гледате во однос на некој друг агрегат, во однос на просечната плата или пак побитно ако ја гледате во однос на ценовното ниво, тогаш ќе заклучиме дека не само што не е најниска, туку е некаде околу средината, кога гледате целиот европски континент или малку десно од средината. Во овој случај не заслужуваше државата да биде арбитар во овој социјален диалог, ајде да го наречеме. Значи, не се дава одредени, спомна професорот, статистички бројки на кои што треба да се види дека тоа е вака поминуваше цело време. И сега, затоа се создаде и овој зинџир на незадоволства, и уште ќе ја мислам ќе продолжи понатаму затоа што немаше тој социјален диалог, не се стави во одредена рамка да се направи и да се направи една конкретна стратегија како понатаму да се зголеми таа минимална плата. И двајцата состав дека ланските буџетски проекции, но и тие за годинава се напумпани и се песимисти дека ќе се реализира планираното. Годинава ќе биде истата судбина. Еве, ако не настане ребаланс во кој што ќе ги скратат приходите, в година ова време викнетеме, ќе разговараме, повторно ќе биде 90-92%, затоа што проекцијата е надувана. Од такво нешто нема потреба. Значи, треба проекцијата да се порамни со реалноста и потоа на расходната страна да се види што ќе се прави. Неопходна е рационализација. Затоа викам овој простор кај што вие ќе ветувате дополнителни социјални доходи, инфузија на социјални доходи во економијата не постои, е исцрпен. Ако одиме кон ова што гледаме буџетот како е конструиран и ајде се политички да речеме, ако имаме дури предвремени избори во државата, не мислам дека ќе има пак 2 до 3% инфлација ова година. Мислам, не дека имам некоја научна прогноза направена, но перцепција. Значи инфлацијата можна и годинава да остане висока според вас? Јас мислам да. Експертите децидни дека без структурни реформи македонската економија вака како што е поставена не може да произведе раст поголем од 3 до 4%. Според нив сите влади досега се одговорни за растот на јавниот долг. Велат во иднина се поскапо ќе се задолжуваме, но ќе растат и трошоците за камати кои ќе ги плаќаме.